обидот ВМРО ДПМН да се представи во негативно светло пред гласачите албанци, се повеќе чувствувам дека е политика на некои политичари албанци, за да си ги покријат своите слабости и своите нереализирани ветувања и проекти пред албанците во Република Македонија. И тоа го гледам дека долго време се случува. И мислам дека која и партија од албанците да биде водечка во следниот период, треба да престане своите слабости да ги покрива на грбот на македонскиот партнер во владата. Заради тоа што тоа не е само изневерување, кој што вика еден од колегите, спрема партнерот, туку тоа е повеќе изневерување спрема гласачите. Ние можеме етноцентристички да се обвинуваме себе си, дали македонскиот дел е крив за нереализираните ветувања на албанците, или албанскиот дел од владата е крив за нереализираните ветувања на спрема македонците. Но јас и вчера потенцирав и денеска потенцирам дека јас во принцип ја разбирам политиката на партиите на албанците во Република Македонија. Еден од председателите на партиите јавно испадна човекот и си кажа искрено дека сега му е момент да се уценат македонците. Проблемот е што ние како македонци не можеме да најдеме разбирање. И тоа го разбирам. Тоа што вие, господине Джевдет Адеми, и други политичари сакаат да го искористат тој момент и врз база на непринципијални договори да постигнат за своето гласачко тело е дилема дали на тој начин сакате да покриете нешто што со години наназад не сте реализирали. Но тоа е широка тема, не сакам јас да бидам аналитичар на состојбите во албанскиот блок, веројатно најмалку имам право и најмалку ги разбирам. Околу мнозинствата и околу граѓаните 61 пратени. Ако една партија освои, од сега натака ќе значи дека ќе може што сака да прави само. Ама тоа не е одраз. Тоа не е одраз на респектирање на граѓаните. Заради тоа што може двајца лидери, може тројца лидери, може четворица лидери да се затворат во просторија и да направат парламентарен договор за функционирање на парламентарно мнозинство. Ние не бараме ништо недемократски. Ние бараме тој парламентарен договор да биде презентиран. И да не ме ставате и вадите надвор од контекст. Проблемот со СЈО е ваш проблем, не е наш проблем. Од кога СЈО почна да води истраги за политичари албанци, наеднаш некако коалицијава со СДС треба да функционира. Благодарам. Еве, господинот Джевдет Адеми сега во процедурално ќе ви одговори. Повелете. Што е постизборно коалиционирање? Дуи, не сакајќи, не согласувајќи, сноси одговорност за лудничавиот проект Скопје 2014. ВМРО, не сакајќи, изгласа закон за спојување на сите 5 општини во Кичево. Против тоа организираше референдум. Го изгласавме заедно спојување на 5 општини околу Кичево за локалните избори 2013. Па нели го продолживме законот од 2009 до 2013? Јас сум го гласал тоа, заедно со вас. Значи, кога на избори немаш доволно гласови сам да владееш, мораш компромиси да бараш. Може би господата од СДСМ не се најсретни за ставовите на Алијансата за албанците и на ДУИ. Ма, тоа е цена која треба да се плати. Така и 2008, и 2011, и 2014 имавме ситуации кога ВМРО за да коалиционира, господо,
Имам разбирање. Меѓутоа, правилата се такви. Јас не сум челник на ВМРО, не сум ни на СДСМ. Апсолутно не водам сметка за вас. Водам сметка за волјата на моите гласачи. И со вас, и со нив. Кога коалициониравме со вас, не ви пречеше, а? Сега па ви пречи. Знаете зошто јас често пати излегувам тука и викам, колегите од ВМРО деловнички имат право да ја злоупотребуваат говорницата, затоа што и јас сум го правил. И Талат го правеше. За разлика од вас, се извинувам ако ти пречи прстот, тоа е гестикулација. Можам и како во Капедом Забела да ги држам рацете од позади. Значи, ако на себе си сум дозволил нешто, ќе направам се. И моите колеги тоа право да го имат. Меѓутоа, тоа не значи дека се согласувам. Тоа не значи дека сте во право. Лоши пораки од тука испрачаме. Колеги, Македонија не е држава како сите други. Колеги, имаше ВМРО и над 61 пратеник. Меѓутоа, не можеше да формира влада без албанска партија. Утре каде ќе одиме? Истото ќе ни се случи. Немојте да ги рушиме, мостовите. Господин Джеват Адемиев, Фала ви. благодарам.